Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се бора за своите правдини. Македонците се бора за своите правдини. Одново сега знамето се над Крушевската република. Гоце Делчев питугули, да ме груе сандански. Гоце Делчев питугули, да ме груе сандански. Горите македонски шумно пеја, бојни песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Добар, не се подготвив. За мене македонскиот јазик првенствено значи професија, бидејќи со тоа се занимавам. Духовно богатство, културни национален идентитет и лично мое богатство, со кое што се гордам каде родам. За мене македонскиот јазик е татковина. Но пред тоа значи љубов, бидејќи за да ми стане професија требало нешто да ме потикне. Еден од јазиците на овие простори на Југоисточна Европа, кој што треба да го сакаме и цениме. И да сум во Македонија, но и да отидам во Америка, во Австралија. Во моментот кога ќе проговорам на македонски со првиот македонец, јас сум си ја донела татковината со себе. А тоа е љубовта кон она што е наше, она што е македонско, а тоа на прв поглед, односно на прв план го гледаме од јазикот. Барем ние јазичарите или барем јас. Факт е дека тоа е државен јазик, дека е административен јазик. Како е има кажано Блаже Конески, јазикот е мојата единствена и целосна татковина. Идентитет на македонскиот народ. Еве ја таа проста земја од заморено дишење и од молк. Низ која времето одминува и пак се враќа со онија да го сподели лажното траење.
О, еве ја таа проста земја од крч и од чекање, што би научили звездите да шепотат на македонски, а никој не ја знае. Почитувани гости, драги наставници и ученици, денес не сме собрани само за да одбележиме датум од историјата. Тука сме за да ја прославиме самата суштина на нашето постоење. 5 мај, ден на македонскиот јазик и писменост. Оваа празнична вечер е во организација на Националната установа Центар за култура Асном Гостивар со поддршка на Министерството за култура и туризам. Да ги поздравиме со еден аплауз. Проследивме дел од првиот средношколски документарен филм што го реализираа учениците од приватното средно училиште Јахја Кемал по повод 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик под менторство на магистар Олгица Гавриловска. Што туку ги слушнавме професорите Људмил Спасов, Борче Арсов, Антоанета Тримчевиќ, Елена Јованова Грујовска и Лидија Тантуровска. Нивниот збор е само еден одглас на она што низ вековите го граделе генерации пред нас. Патот до оваа наша слобода на зборот беше долг повеќе од 11 века. Тоа е една невидлива, но цврста нишка на минатото и сегашноста. Таа започна со првата испишана буква на светите браќа Кирил и Методи, кои ни го дадоа клучот за сопствената вистина. Таа нишка течеше низ перото на Свети Климент, низ заложбите на преродбениците и визијата на Мисирков. За пред точно 81 година, великанот Блаже Конески да ја стави последната точка на нашата кодификација. Конески не измисли нов јазик. Тој само му даде достоинство и дом на јазикот на нашите предци. Тој го собра вековниот народен дух и го втемели во нашата азбука како свет аманет за сите нас. Во чест на таа голема вертикала, од Кирил до Конески, ја започнуваме денешната програма. Милоста кон нашиот народен јазик требит да имаме и ние, ако сакаме да останеме верни на дуот на нашите прадедовци. Милоста кон народниот јазик е наш долг и наше право. Ние сме должни да милуваме нашиот јазик, зашто тој е наш. Исто така како што е наша татковината ни. Значи, да се откажит еден народ од својот јазик, се велит да се откажит он и од сам себе и своите интереси. Се велит да престанет да гледат на себе со своји очи, да судит за себе и за друзите со својот ум и разум, а да чекат укажање за се од страна. Јазикот е борба која никогаш не престанува, а најсилното оружје во таа борба е живиот збор и неговите говорители. Програмата ја отвораме со ораторските говори на учениците од Средното општинско училиште Гостивар, под менторство на магистар Жаклина Ѓоргиевска. Тие не носат само зборови, туку младешки идеи и порака дека македонскиот јазик е нашата најсилна врска со минатото и единствена надеж за иднината. Ги повикуваме Дарија Златановска, со говор посветен на Крстен Мисирков, Ева Дејановска, со говор посветен на великанот Блаже Конески, Матеја Ристеска, која со својот говор ќе ја истакне одговорноста што ја имаме како млади да го негуваме и почитуваме македонскиот јазик, и Ангела Ѓоргиевска со порака на достоинствен начин да го браниме и чуваме јазикот од тугите напади. Почитувани присутни, денес не зборувам само за еден човек. Зборувам за глас. Глас што одекна
во време кога тишината била наметната. Гласот на Крсте Мисирков, македонски филолог, кодификатор на македонскиот јазик и правопис, историчар, етнограф и публицист. Човек кој прв научно ја формулирал идејата за македонска национална посебност. Тој е автор на капиталната книга за македонските работи, во која ги поставил темелите на современиот македонски јазик и ја образложил потребата од неговото стандардизирање. Човек кој во време на неизвестност и негирање застана исправен и јасно изговори: ние постоиме, ние имаме јазик, ние имаме идентитет. Со своето дело за македонските работи, Мисирков не напиша само книга, тој постави темел. Темел на македонската национална мисла, но пред се, темел на македонскиот јазик. И токму оваа година има посебна тежина. Одбележуваме 100 години од смртта на Мисирков. Еден век од заминувањето на човекот, но и еден век на живење на неговата идеја. Во време кога македонскиот народ бил распнат меѓу туѓи влијанија, кога јазикот бил оспоруван и потиснуван, Мисирков храбро застанал и рекол: народ без свој јазик е народ без душа. Тој разбра една длабока вистина. Дека јазикот не е само средство за комуникација. Јазикот е пометење. Јазикот е корен. Јазикот е дом. Мисирков се залагал македонскиот јазик да се кодифицира врз основа на народните говори, особено централните дијалекти. Со тоа, тој не сакал да создаде нешто вештачко, туку да го возвиши она што веќе живеело меѓу народот. Зашто вистинскиот јазик не се измислува. Тој се слуша во песните, во приказните, во секојдневниот говор на луѓето. Но неговата борба не била лесна. Неговите идеи биле оспорувани. Неговото дело игнорирано. Но една искра од запалената книга е доволно да блесне и да го осветли патот на македонскиот збор. Времето тоа го покаже дека вистината не може се замолчи. Денес, кога зборуваме на македонски јазик, кога пишуваме, учиме и твориме на свој јазик, ние несвесно ќе кориме по патот што тој го трасирал. Затоа, делото на Мисирков е жива основа на нашата сегашност. Слава му! Ви благодарам. Почитувани, постојат луѓе што оставаат трага и постојат луѓе што создаваат пат. Но ретки се оние што создаваат нешто многу поголемо. Нешто што не се гледа, а се чувствува во секој збор што го изговараме. Таков човек беше Блаже Конески. Конески ја презеде таа тивка, но историска задача. Да создаде јазик кој ќе биде заеднички за сите. Тоа не било лесно. Зашто јазикот не е само збор. Јазикот е идентитет. Јазикот е припадност. Токму затоа неговото дело е многу повеќе од научно достигнување. Тоа е дело на одговорност кон народот. Улогата на Конески не е само во кодификацијата. Тој беше темелникот на современиот македонски јазик. Човекот што ги постави правилата, ја создаде граматиката, ја обликуваше правописната норма. Со тоа ни даде стабилност, јасност и систем. Тој беше првиот што ја напиша граматиката на македонскиот јазик. Еден од главните автори на речникот и на правописот на македонскиот јазик. Со неговата работа јазикот доби дом, и научен, и уреден, и достоинствен.
Со кодификацијата на македонскиот литературен јазик, Конески ни даде нешто што денес го земаме здраво за готово. Можноста да учиме, да пишуваме, да создаваме на свој јазик. Ни даде глас. Но неговото дело не завршува таму. Како поет, тој докажува дека јазикот не е само правило, туку и убавина. Не е само структура, туку чувство. Во неговите стихови живее Македонија, тивка, длабока, искрена. Тој го возвиши јазикот, го направи музика, го претвори во сведоштво за нашата душа. Затоа, денес, кога зборуваме за Конески, не зборуваме само за минатото, зборуваме за себе. Зашто секој пат кога правилно пишуваме, секој пат кога внимателно зборуваме, секој пат кога го чуваме јазикот, ние го продолжуваме неговото дело. Прашањето не е што направил Конески. Прашањето е што правиме ние со тоа што ни го оставил. И што правиме ние? А вие, што направив јас? Дали ќе дозволиме јазикот да се изгуби во кратенки и заборав? Или ќе го чуваме, ќе го негуваме и ќе го надградуваме? Изборот е наш, зашто јазикот не е само наследство. Јазикот е одговорност и ние сме негови чувари. И затоа најголемото признание за Блаже Конески не е само во зборовите што ги кажуваме за него, туку во начинот на кој го практикуваме јазикот. Ви благодарам. Постојат моменти кога народот треба да застане, да погледне во себе и да си постави едноставно, но пресудно прашање. Што е тоа што ни држи заедно? Некои ќе кажат историјата, некои традицијата, а некои пак земјата на која што стоиме. Но јас ќе кажам тоа е јазикот. Македонскиот јазик не е само средство за комуникација. Тоа е силата што не држи заедно. Тоа е коренот што не држи исправени. Тоа е доказ дека сме тука, дека постоиме, дека имаме свој глас. И затоа денес, повеќе од било кога, треба да се запрашаме дали правиме доволно за да го зачуваме. Денес, во време кога зборовите се скратени, измешани и вметнати. Денес, кога брзината ја победува убавината. Денес, кога туѓото звучи помодерно од своето. Но јас верувам во нешто друго. Верувам дека секој од нас има сила да го промени тоа. Секој родител, секој професор, секој ученик може да биде чувар на својот јазик. Како? Со мали, но важни чекори. Со тоа што ќе кажеме благодарам, наместо thank you. Со тоа што ќе прочитаме нова книга, ќе научиме нов збор. Само така ќе го пренесеме јазикот и на идните генерации. Бидејќи јазикот не се чува со големи гестови, се чува со секојдневни избори, со љубов, со гордост и со свест. И запомнете, јазикот не е наш товар. Јазикот е привилегија. Привилегија да имаш нешто свое, уникатно и неповторливо. Нешто што не е позајмувано, туку извојувано. Со труд, со визија, со жртва. Затоа денес ве повикувам да го чуваме македонскиот јазик,
да го зборуваме со самодоверба, да го пишуваме со љубов и да го пренесуваме со внимание. Бидејќи кога го чуваме јазикот, ние се чуваме себе си. Кога го зборуваме јазикот, ние постоиме. Кога го пренесуваме јазикот, ние траеме. Македонскиот јазик е наша сила, наш дом, наш идентитет, наш корен. Да го зајакнеме, да го пренесуваме, да го живееме. Ви благодарам. Почитувани, постојат работи што не можеме да ги допреме со рака, но ги чувствуваме длабоко во себе. Таков е јазикот. Негирањето на јазикот не е само научна расправа. Тоа е опит да се избрише памтењето, да се замолчи гласот на народот, да се доведе во сомнеш неговото право да постои како свој. Но негирањето не е само став. Тоа е повик да замолчиме, да се откажеме од својот глас, да се откажеме од својот идентитет. Но прашањето е, дали ќе им дозволиме да не го земат, или ќе станеме и ќе зборуваме погласно од било кога? Народ што сака да обстои, одговара со достоинство. Не со викање, туку со знаење. Не со лутина, туку со создавање. Не со страх, туку со самодоверба. Нашата задача како млади луѓе е јасна. Да го познаваме својот јазик, да го користиме правилно, да читаме, да пишуваме, да твориме на него, да покажеме дека македонскиот јазик не е слабост, туку сила. Зашто најсилниот одговор на негирањето е нашето постоење. Да не бидеме генерација што се жали, да бидеме генерација што создава, генерација што ќе го чува јазикот со тивка, но непоколеблива сила. Да бидеме народ со достоинство. Зашто јазикот не се губи кога некој го негира. Јазикот се губи кога ние престануваме да го негуваме. Ви благодарам. Ако ангели и ѓаволи на двобој излезат денес, ако водата и огнот се спријателат утре, ако взори лоша мисла ти го пресече патот, ако магли по твоето тело почнат да лазат ноќе, ако небото и звездите се скараат во ниедно доба, само песната твоја ќе го надживее ова чудно време. На сцената ги повикуваме учениците од Средното општинско медицинско училиште под менторство на професорката Марина Трпеска. Нивниот настап е јасен завет. На македонски јазик говориме, пееме, рецитираме и чувствуваме. Да ги поздравиме Тамара Груевска и групата рецитатори.
Добро вечер, почитувани. Нека ни е честит денот на македонскиот јазик. Уживајте во нашиот поетско-музички мозаик. Кога те нема и кога тагуваме на македонски јазик. Кога тишината станува погласна од сите зборови, кога спомените тежат повеќе од сегашност, тогаш срцето зборува на искрено. Болката не се гледа, но се чувствува. Се крие во секој здив, во секој чекор што оди без цел. И токму тогаш ја бараме утехата во зборовите што ни се најблиски, во јазикот што не разбира, дури и кога ние не можеме да се разбереме себе си. Таму кај што не си, те наоѓам, замижувам и знам, се препознавам. Од туѓата си сенка, усечи си очи, безнадежно, наоколу те барам, за да те најдам, во себе си само, во себе си те носам, безпоштедно. Поминало што било, заборави, со мојот смеј се чекор, воздржи се од прекор, насмевни се. Поминало што било, што иде, нека биде и нека биде. Кога те нема, наоколу те барам, во туѓата си сенка, во сечи си очи, кога те нема. Присутна си тогаш и те нема и сега не те има, неизбежно те има, во себе си те носам. И таму кај што не си, таму кај што не си те наоѓам, замижувам и знам, се препознавам. Во туѓата си сенка, во сечи си очи, безнадежно наоколу те барам, за да те најдам, во себе си сам. Во себе си те носам, безпоштено. Поминало што било, заборави, со мојот смеј се чекор, воздржи се од прекор, насмевни се. Поминало што било, што иде, нека биде и нека биде. Кога те нема, тишината станува гласна, секој чекор одекнува празна, секој миг тежи повеќе од вечност. Го барам твојот глас во мислите, во соништата, во спомените што не заминуваат. Но ти не си тука. И се што останува е едно зошто, што никогаш нема одговор. Ви благодарим. Усни на усни. И кога сакаме, сакаме на македонски јазик. Во секој поглед што трае подолго од миг, во секој допир што кажува повеќе од збор, се раѓа чувство што не бара превод.
Љубовта не учи да слушаме со срце, да зборуваме со тишина и да веруваме во она што не се гледа. Таму, каде што зборовите престануваат, почнува вистинската приказна. Приказната на нашиот јазик. Дали постои надеж, љубов јас да те наречам, долго срце ми крадеш, а никако да се предадеш. Ти си моја срна, шума е душава, цела ног бегаш и пред зори заспиваш. Усни на усни типка музика, раце во коси, колку си убава, очи во очи, рај во душата, срце во срце, сакај ме најмила. Дали постои надеж, љубов јас да те наречам, толку срце ми крадеш, а никако да се предадеш. Ти си моја срна, шума е душава, цела ног бегаш и пред зори заспиваш. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава, очи во очи, рај во душата, срце во срце, сакај ме најмила. Прв пат сонувам буден, одам низ полет звезден, ти си бескрајно моја, царство си љубов. Тука нема време, луѓе и правила, тука сме ние, на чекот од вечност. Ус на ус, тивка музика, раце во коси, колку си убава, очи во очи, рај во душата, срце во срце, сакај ме најмила. Кога те гледам, светот станува помал, а срцето поголемо. Твоите очи како да зборуваат наместо тебе, а јас те слушам и кога молчиш. Усни близко до усни и еден миг што трае цела вечност. Не ми требаат зборови, кога љубовта веќе зборува за нас. Ви благодарим. Благодарим. Земјо мила, и кога ја сакаме земјата, ја сакаме на македонски јазик. Во секој збор што го изговараме, живее дел од нашето минато, дел од нашата историја и нашата душа. Овој јазик не е само средство за говор. Тој е наш дом, наш корен и наш идентитет. Со него растеме, со него се препознаваме и преку него ја чуваме љубовта кон татковината. Затоа што земјата не се сака само со срце, се сака и со збор, македонски збор. Vekovi, no temnina si bila.
žrtvi ti za sloboda si dala. Znaj svod od večer, znaj si od sve. Koga vardar teče, nije ropska gled. Kogu sveta sila, gori tvoj se zbi. Kogu bivaš mila, zemljo majko ti. Колку векови во темнина си била, колку темни сказни знаеш, земјо мила, колку страдања на рамена си збрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае свод од вечер, знае си од свет. Кога вардар течел, nije ropska плет. Колку света сила в гори твои се зби. Колку биваш мила земјо, мајко ти. Земјо мила, во тебе растат нашите корени, во секој камен, приказна, во секоја река, спомен, во секој збор, душа. Ти си гласот што не напушта. Името што гордо го носиме и светлината што не води. Земјо, Ние сме твоите деца. и ќе те чуваме Со збор, со песна, со љубов. Посебна е чест што денес со нас е личноста која е вистински амбасадор на македонскиот збор, книжевен теоретичар и поет. Со огромно задоволство на сцената ја покануваме професор доктор Кристина Николовска, директорка на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Има ли нешто помило, посвето и повозвишено од мачевиот македонски јазик? Има ли поголема светлина од светлината што ни ја дарија нашите праучители, епохалните мисионери Свети Кирил и Методи, позлатувајќи го сиот словенски и македонски свет со букви, азбука, писмо и просвета? Има ли светлина над светлините што може да се равни со епохалниот подвиг на најверните им ученици Свети Климент Охридски и Свети Наум Охридски, кои ја покренаа Охридската книжевна школа, а по неа низ векови действуваа река македонствувачи, океан филолози, книголюбци, за кои нема ништо посвето и поважно од македонскиот јазик. Таа река македонствувачи растеше низ мисијата на гениалниот филолог, мислител и културолог Крстен Мисирков, Ѓорѓија Пулески, браќата Милодиновци, Коста Рацин, Блаже Конески и цела плејада посветеници на прашањето за македонскиот јазик, литература, култура и национален идентитет.
во древната ни Македонија, прататковина на културата и уметноста, преку семето на вековниот и вечен македонски јазик. Столб на јазичниот, културен и национален идентитет. Така таа македонствувачка река не понесе кон светлината и разденот на македонскиот јазик, кон белите мугри на лингвистиката, кон научната и правна кодификација, но и кон реалноста на јазикот, неговата поширока употреба, како и неговото врвно уметничко обликување. И не поведе кон светлина на словото, гордиот ни македонски јазик, отворејќи нова епоха на светлината и науката. По таа патека чекориме и денес сите заедно, по таа патека растат и нашите деца, ученици и студенти, нашата младина која расте, се образува, учи, твори и напредува преку величествениот македонски јазик. Јазикот на еден народ е негово духовно богатство и наследство, во кое се заклучуваат, отпечатени во гласовни, знакови и зборови, сите народни мисли, чествувања и желби, со кои има живеено и живее еден народ и кои се предаваат како нешто свето од едно поколение на друго, ќе каже монументалниот крстен Мисливков. Македонскиот јазик е наша единствена и комплетна татковина, за навек, ќе каже великанот Блаже Коневски. Во тој дух ќе се дорече и големиот поет и филозоф Анте Поповски. Нам единствена татковина ќе ни биде јазикот. Тој ќе не обединува, низ него ќе шетаме, низ него ќе проповедаме, низ него ќе откриваме нови светови. Јазикот значи нам ни е таа татковина. Јазикот ни е јазик на првиот подој, јазик на кој сонуваме, се будиме, споделуваме, се разбираме, твориме, сакаме. Прекрасниот ни раскошен македонски јазик, прва и совршена музика во плодовиот универзум на мајките ни. Јазикот на кој поетите пишувале со сосената им крв како раци, со ракописот на својата душа, нашиот душопис и нашиот светлопис. И оти поетот Анте Поповски огреа и зајде во зборот, додека Шопов го откри раѓањето во зборот, а принцот на метафората Радован Павловски го пронајде зрното на зборот. Оти само овде Гане, Петре, Анте, поетските гениалци на нашата поезија, ги научија и звездите да шепотат на македонски јазик. И оти без нас ке немаше звезди на небото, според безсмртниот Петре Маандреевски. Оти само овде, во древната ни Македонија, поетот е сраснат со јазикот, како поетот Анте Поповски, јазикот мојот брат, близнака, јас сроден со него. Оти за нас, секој слово е икона, секоја икона приказна, секој фрескопис е ракопис на душата наша македонска. И горди сме на раскошниот и величествен македонски јазик, на македонската книжевност и култура, низ која вековите ја краси златопис, преку златоврхот јазик, прекрасен и богат македонски јазик. Најголемиот, најсигурниот штит на еден народ е јазикот, ке рече Анте Поповски. Јазикот нам ни го сочува духот, јазикот нам ни ја прераскаже историјата, јазикот ни трансценденции и постојани патувања нас не води кон нови и сигурни светови. Токму на овој голем, величествен и свечен ден, 5 мај, ден на македонскиот јазик, свечен е часот кога сите го славиме него. Нека ни е вековит и безсмртен македонскиот јазик, а ние да го чуваме, негуваме, растеме и зрееме. Мисијата ни е свечена и вечна, а заветот ни е бескрајен и вечен. Оти нема ништо поголемо, посвето и вечно од гордиот, свечен и вечен македонски јазик. Јазикот е емоција, автентично творештво и театар. Тој се челичи преку уметноста и личната мисла. Сега имаме чест да ги проследиме учениците од Средното економско општинско училиште. Прва ќе ни се представи Адила Мирто со лична творба
а веднаш по неа ќе ги проследиме членовите на драмското студио Камелеон. Под менторство на професорките Габриела Петровска и Лилјана Стојановска, тие ни го носат часот по јазик. Погледнете низ нивните очи. Носталгија за детството. Имаше едно време кога деновите беа подолги од кришите, а светот доволно мало да го собереш во едно мало и едно ајде уште малко. Се смеевме гласно, не затоа што се беше совршено, туку затоа што не знаевме што се може да биде. Имавме соништа што не бараа дозвола и ветувања што верувавме дека ќе траат за секогаш. А потоа секогаш нативко да се менува. Играчките исчезна, улиците останаа празни, а ние некако побрзо пораснавме отколку што сакавме. Сега ги барам тие денови во мирисот на летото, во стари фотографии, во нека случајна насмевка што за момент звучи познато. И сваќам, детството не заминало никаде. Само ние престанавме да се враќаме кон него. И можеби него немата храброст не е да пораснеш, туку да не забораваш како беше да бидеш дете. Здраво. Она кога се збуна, беше многу кринч. Да, сиде стварно, ништо не се читаше. Ама искрено беше фан. Да, не беше лошо. Има добар вајб. А вечер ако снимам, пак ќе гледаме? Може, тамам ќе чиламе малку. Јас сум за. И јас. Hello guys. Hi. Oh, thanks. Play. What's up? Здраво. Лол, ова е пресмешно. Праќај, немам време долго да читам. Што правите? Вие не зборувате, вие ги кратите зборовоите. Го уништувате македонскиот јазик. Брат, сите вака зборуваат. Полесно. Брат, сите вака пишуваат. Кој има време за цели реченици? Денес нема учебници. Нема ни лекција, барем не онаква како што очекува. Но затоа денес ќе видиме што знаете без да отворите. Имам едно прашање. Што значи за вас македонскиот јазик? Предмет, оценка, нека се обврз. Нешто што мора. Само уште еден час или нешто што ќе го заборавиме после тест. Дел од нас?
Може би навика? Нешто да учено. Минато. А каде е твоето минато кој? Добро базар. Тука? Во што тука? Во неколку скратени зборови? Во пораки што ще измува за еден ден? А без минато има ли иднина? Што знам професор ке? Вајда има? Веро јако. Јазикот и идентитет. Ова не е формула за квиз. Ова е прашање за тоа кој сте. Професорке, зашто баш јазикот денес? Па затоа што преку него мислите, преку него паметите, преку него чувствувате. А ако не ги разбираш зборовите на твоите, нема да ја разбереш ни тишината на него. А ако не се разбереш себе си, што ти останува, Ке ме заборавите. Иди веќе почнам. Јас сум во првиот збор што сте го изговорили. Во името што ви го дали. Во приказните што не сте ги дослушали до крај. Кој е тоа? Од каде доаѓа гласот? Не доаѓам од никаде. Јас сум таму каде што зборовите имаат значење. И исчезнувам таму каде што стануваат кратенки. И јас не можам. Зашто зборовите не излегува? Кога мислата се губи, човекот почнува да молчи. Дури и кога зборува. Чекај, јас не можам. Зборовите. Јас ве разбирам, но вие не можете да се изразите. Зборовите не ве слушаат, затоа што престанавте да ги почитувате. Затоа сега ова ви се случува. Засрамете се, го изгубивте македонскиот јазик. Ги скративте зборовите и ги скративте значењата. Ги заменихте и се оттурнавте од самите себе. Јазикот не е алатка. Јазикот е огледало. А кога огледалото ќе се скрши, не знаете кој сте. Секој изгубен збор е изгубена мисла. Секоја изгубена мисла е чекор подалеку од вистината. Јазикот не се губи одеднаш. Кога ќе изберете пролесен збор наместо тучен. Се губи кога ќе премолчите затоа што не знаете како да кажете. Збор по збор и тишина по тишина. Јас мислам дека не е важно. Јас мислам дека е покол да зборуваме така, но не. Јас мислам дека е само навика, а всушност губиме нешто наше. Јазикот не бара совршенство, бара грижа. не барам да зборувате совршено, туку свесно. Што е македонскиот јазик? Прашајте, што останува без него? Дом. Корен. Глас, сеќавање и врска меѓу нас. Одговорност. Идентитет. Чувајте ме, за да се зачувате себе си. Часот заврши, но ова не е крај на лекцијата. Јазикот не завршува со звончето. Тој продолжува. Во секој разговор, во секоја порака, во секоја мисла што ќе изберете да ја изразите. Или да ја премолчите. Следната наша гостинка е личност која со секое свое напишано дело докажува дека македонскиот збор е нежен и моќен во исто време. Таа е докажан писател,
неуморен креативец во македонското издаваштво. Читај ми го напишаното, на македонски јазик испеано, низ бурни времиња испливано, од наши срца целивано. Чест ни е да ја поканиме на сцената магистар Ели Маказлиева, која преку својот творечки пат ни покажува како се сака и како се брани македонскиот јазик со перо и со многу љубов. Добро вечер, гостивар. Честит да е денешниот празник, 5 мај, денот на македонскиот јазик. Во моите 80 напишани книги на македонски јазик има многу песни. За вечерва избрав само 2. Мојот јазик е македонски, што од давнина зборови ткае. Во секоја буква векови се гласат, во секоја песна корените го красат. Во мај тој мириса на црвени рози, на мајчина приказна пред ноќта да стапне, мириса на детска смеја во сончев ден и на вечен збор трајно всаден. На македонски жуборат моите реки, во летна ноќ над нив блескаат звезди. На македонски ме гушкаат планините, љубовни песни ми пеат птиците. Мојот јазик е мојот топол дом, мост низ времиња со надежи граден. Тој е кандило што гори со вечен пламен, молитва тивка и цврста како камен. Македонскиот јазик е моето постоење, живење, говорење, пишување. Додека зборувам и во себе го носам, мојот јазик е знак на препознавање. Читај ми го напишаното со македонски букви навезено, од пердув и мастило обоено, со извор вода подоено. Читај ми го напишаното, со стихови распеано, со сонце стоплено и со љубов облеано. Читај ми го напишаното, од прадедо рачно клесано, со музика натопено, од мајски ветер исушено. Читај ми го напишаното, на македонски јазик испеано, низ бурни времиња испливано, од наши срца целивано. И благодарам. На сцената ги покануваме членовите од гимназискиот бенд. Подгответе се за километри од Лозано во изведба на Матеј, Боријан, Ева, Ива и Боријана под менторство на професорката Снежана Китановска. Нека одекне македонската музика. Сцената е ваша.
Почитувани присутни, следниот настап ќе ве поведе на едно кратко, но значајно патување низ времето. Патување кое раскажува приказната за нашиот јазик, за неговите корени
развој и значење. Од светлината што ја запалија светите Кирил и Методи, преку нивните ученици кои ја ширеа писменоста, па се до борбата за јазична самобитност на Крстен Мисирков и конечно до кодификацијата на современиот македонски јазик од Блаже Конески, нашиот јазик растел, се развивал и обстојувал. Оваа кратка драмска изведба е подсетник дека јазикот не е само средство за комуникација, туку и темел на нашиот идентитет, култура и постоење. Ве покануваме да ја проследите изведбата на учениците од Општинското средно техничко училиште Гостивар под менторство на професорките Верица Ефтовска-Илиоска и Ангелина Нофитоска и заедно да ја почувствуваме силата и убавината на македонскиот јазик. На сцена ги покануваме Мартина Арсоска, Иво Новески, Лука Блажески, Емилио Наумчески, Давид Јаковлески, Андреј Божиновски, Надија Филиповска, Анастасија Гиновска, Филип Николовски, Виктор Ангелковски, Мирјана Паскаловска, Ивана Митровска. Уживајте. Кириле, ние сме родени во Солун, меѓу луѓе кои зборуваат словенски. Но слушаме нивниот јазик, не знаеме нивната душа. Но тие немаат букви со кои да се напишат својата вера. Тогаш ќе создадеме азбука. Секоја буква ќе биде како искра што ќе го осветлува умот. Аз како почеток, буки како збор, вет како знаење. Ќе им подадеме светлина. Учители, ве слушам и се восхитувам. И јас сакам да бидам дел од вашето дело. Сакам да учам, да слушам и да го чувам зборот. Добре дојде, Клименте. Секоја душа што сака да учи е семен нивина. Ке го носиш и нашето знаење понатаму. Запомни, чедо. Буквата е само почет. Вистинската сила е во срцето што сака да ја разбере вистината. А знаењето е најголемото богатство што можеш да го поделиш. Ќе учам, учители. Ќе го пренесам словото и љубовта кон знаење. По смртта на своите учители, Свети Климент го продолжил нивното дело. Во Охрид, под сонцето на езерото, тој го основа првото училиште на словенски јазик. Таму ги учеше младите не само на букви,
на човечност, добрина и вера. Деца мои, денес ќе ги учиме буквите на нашиот јазик. Секоја буква има душа. А, како аз, почеток на се. Б, како благо, што е знаење. В, како вера, што ни го светлува патот. Учителе, зошто е важно да ги учиме буквите? Не ли знаеме да зборуваме без да пишуваме? Зборот, што не е запишан, исчезнува. А запишаниот збор живее вечно. Книгата е светлина, што не гаси. Понекогаш ни е тешко, учителе. Буквите се многу, зборовите долги. Не се плаши. Знаењето не е товар, туку крила. Секој пат, кога ќе напишеш буква, се доближуваш кон светлината. Учителе, дали луѓето ќе ве паметат? Не мене, деца мои, туку делото што го правиме заедно. Јас сум само рака што го пишува словото, но словото ќе живее во вас. Во секоја книга што ќе ја напишете, во секој збор што ќе го изговорите со љубов. И така, Климент Охридски стана првиот учител и просветител на нашиот народ. Неговото училиште во Охрид стана извор на знаење, а неговите ученици светилки што го осветлуваа патот низ вековите. Делото на Климент не згасна. Од пергамент до екран, од перо до тастатура, словото живее. И денес, кога буквите се во екрани, неговиот дух не подсетува. Знаењето без срце е празно. Јас го прашав ChatGPT, ќе ми помогне. Да, ама ако не знаеш што да го прашаш, џаби не паметната машина. Се чие дека денес машините знаат се. На вистина, машините знаат се, а што знаете вие за своите зборови, за буквите што ве создадоа? Кој е овој? Не го познавам. Го има ли на Инста? Јас сум Климент, учителот од Охрид. Доаѓам од времето кога пергаментот мирисаше на знаење, а зборот беше света тајна. Ама, ти си онај Климент, како си ошол во нашето време? Знаењето не познава векови. Секој пат кога некој учи со љубов, јас сум таму. Ние учиме преку интернет, имаме секакви информации. Информации да, но дали имате мудрост, интернетот е како море, но ако не знаете да пливате, ќе се изгубите. Знаењето е во срцето што сака да научи, а не во машината што го повторува. Што би ни порачал учителе, на нас, учениците на новото време? Почитувајте го јазикот, љубете го словото и не дозволувајте технологијата да ја поттисне човечноста. Отворете ги книгите и вашите срца. Учете, творете, зборувате на јазикот на знаењето и љубовта. Тој е првиот што ни покажа дека знаењето е сила. И дека нашиот јазик е дом кој не чува. И дека учителот живее во секој што сака да научи. Така е, деца мои, делото продолжува во вас. Бидете гласот на словото што никогаш не гаси. И така, низ векови промени, од пергамент до екран, од мастило до пиксел, јазикот не замолкна. Живее во секој што чита,
што мисли, што создава. Не се изгуби, не се предаде, живее. Не остана само во времето на Климент, низ времето одекнува гласот на оние што го чуваа и го воздигнуваа зборот. Крсте Петков Мисирков, кој го запиша гласот на народот и ја утврди мислата на македонскиот литературен јазик. Јазикот не е само збор, тој е душата на еден народ. Ако го изгубиме јазикот, ќе се изгубиме и самите себе. Затоа велам гласно, македонскиот јазик постои, живее и ќе биде признај. Ние имаме право на свој глас, свој збор и своја вистина. Тука е и Блаже Коневски, кој му даде темел и форма на современиот македонски јазик. Она што било сон и борба, денес станува стварност. Македонскиот јазик добива форма, правила и иднина. Но запомнете, јазикот не живее во книгите, туку во луѓето. Чувајте го, негувајте го, зборувајте го со љубов, зашто во него живее нашето минато, сегашност и иднина. Но, тука се и многу други, кои со љубов го чуваа јазикот. Во песни, во книги, во мисли или во тишина. Бидејќи нашиот мајчин македонски јазик не е само збор. Тој е нашето име, нашето постоење, нашиот корен, нашиот идентитет, нашата иднина. Додека говориме, постоиме. Додека го чуваме, живееме. А ако замолкне јазикот, замолкнува и народот. Затоа, да го чуваме, да го негуваме, да го сакаме, зашто македонскиот јазик сме ние. Сега за миг да се вратиме таму каде што започна се, на изворниот звук на народниот инструмент. Со нас се студентите од Факултетот за музичка уметност од Скопје, предводени од професор Маријан Јанковски. Ќе уживаме во Кумановско и во неговата авторска композиција Белина. Да го слушнеме гласот на традицијата.
Тишина бе.
О, тешкото. Зурли, штом диво ќе писнат, штом тапан ќе грмне со подземе некот, го градиве, зошто жал бута ме стиска, во очиве, зошто навирува река, и зошто ми иде да плачам ко дете, да превијам раце, да прекријам бик, да гризам њасусни, стегам срце клето да не пушти вик. Велат дека во македонското оро е запишана сета наша историја. И тагата на печалбарот, и победата на јунакот, и моминската солза и убавина. Кога везот на носиите ќе се спои со звукот на тапанот, срцето почнува да бие во 7 осмини. На сцената ја повикуваме гордоста на Гостивар, чуварите на нашиот искон и традиција, културно-уметничко друштво Браќа Гиноски. Нека ечи сцената, нека се вие орото како символ на нашето траење.
Ако ни го земат од устата зборот, ќе нема кој да стави квасец во тестото на нашите глави. Ако не перцуваат во невреме, ќе потонат последните лади, а во кула од ветар додени старци ќе чуваат ноќни стражи. Ако ни го украдат помнењето на земјата црна и на небото сино, за нас ќе нема кој да жали. Развојот на еден јазик е неминовно врзан со развојот на неговите говорители. Ние денес сме тие што ја испишуваат историјата. Секој наш правилен збор и секоја напишана реченица е фенер што го осветлува времето. Затоа денес славиме моќно и незапирливо. Затоа што моќта на македонскиот збор и денес воодушевува исто толку силно колку и буквите од 9 век. Наша обврска и свет завет е да го чуваме она што сме го наследиле. Да не дозволиме пламенот на македонската кирилица да згасне. Чувајќи го јазикот, се зачувуваме и себе си на картата на светот како народ. Да зборуваме на македонски јазик и да пишуваме на кирилица. Зашто само така ќе бидеме вистински градители на сопствената иднина. Честит 5 мај! Денот на македонскиот јазик. Ви благодарам